kërkoni. Nuk u ladhët. Nuk e keni këtu. Po që se kjo nuk shko aty ku duhet, ashtu si duhet. Kokaine filtrojnë e parë. Филмот Мај лек за тебе веројатно далечно минато, бидејќи е официјално 2019, а си го работел поминало. Колку време помина од снимањето на моето езеро? Не е толку давно. Не е толку давно, Ѓорги, тоа беше уствари предпоследниот проект пред ова корона криза. Го работевме во Пустец. Прв пат да отидам, само сум бев слушал за Пустец. Многу мало симпатично место кое што дури да бидам искрен веќе не кореспондира со топонимот. Мислам, не е толку пусто. Изгледа далечно и така екзотично, ама не е кутро, не е запуштено. Има многу луѓе кои што се заминати во странство работат, па го обновуваат селото и така натаму. Го снимавме филмот некои 6 недели, ако не се лажам. И за тие 6 недели тоа беше некој период кога се менуваше, значи од лето во есен, се гледаше езерото како го минува својот лик, знаеш, како ги минува и боите и како Преспанско езеро е многу чудно, тоа има многу е непостојано. И вчера баш читав некои вести дека многу се повлекло и ние додека снимавме цело време се повлекува па се враќа. И тоа се некако се рефлектира на бојата на водата, на бојата на целиот пейзаж. И така, не знам, интересно ми беше многу. Најголем предизвик беше тоа што е релативно диво место, што технички не можеш баш многу лесно да пристапиш, да ставиш светло, да поставиш камера. Имавме многу такви ограничувања од самата природа. И ама не знам, некако се справив. Има нешто сирово, меѓутоа има и нешто во исто време подеднакво топло. Да, пази, таму луѓето се многу питоми, кротки. Нели тоа е македонско село, има едно мало островче, значи ние го знаеме големиот град, ама има и мал град. Има една сцена снимана на мал град, каде што има една црквичка која што датира, мислам дека од некој 14 век, која што е вклопена во Карпата внатри, е многу екзотична, многу интересна. Таму снимавме една као љубовна средба помеѓу главниот лик и неговата девојка, уствари супруга. И целата таа природа, пошто е толку екзотична и недопрена, таму залутани туристи од време на време доаѓаат. Ние некако као филмска екипа, јас се осеќав као да го откриваме тоа, као да му ја откриваме таа некоја невинност на местото, знаеш, као да го покажуваме на луѓе кои што немале прилика да го видат и да го посетат. Знаеш, до таму нема многу автопат, нема редовни линии, знаеш. Знаеш што, можда ќе ти биде интересно да ти кажам за Герк Џовани. Да. Беше многу интересен, он е, мислам, роден 63-та негде, да, во Тирана. Имаш, заврши, нели, во Тирана и имаше некои студии во Париз завршено, супер зборуваше француски и ние на сет зборувавме, така и се разбиравме, значи. Понекогаш и не се разбиравме. Ама он спаѓаше у таа една школа на таа генерација на режисери која што од тој период имаше еден принцип на работа на кој што, например, кога работам со помлади режисери, е малце поинаку. Во смисол, режисери се многу малце спремни да импровизираат. Они многу сакаат од претходно, додека во подготовки на филмот, да се припремат, што е нормално супер, нели? Збориш за младиве. Зборувам за младите. Они многу, нели, дури некои идат до таа варијанта да прават превизуализација на некои тешки сцени, знаеш, користат, не знам, разни софтвери каде што или барем сторибордирање и така натаму. За разлика од нели поновите генерации,
кога работев со Гир Джувани немаше таква припрема, знаеш. И све беше секој ден беше момент на изненадување, затоа што не знам до крај кој агол, кој движење и така натаму. Мене не ми е тешко тоа да го изреализирам, ама тоа продукциски ги комплицира малце работите. Ама од друга страна па точно знаеше што сака, знаеш. Сега можда проблемот беше што он тоа го кажуваше малце пред снимање, знаеш, што тие информации не течеа, например, неколку недели претходно за да нели го олесни многу работи, ама во секој случај и таков принцип на работа функционираше доста добро. Многу интересно тоа што го кажуваш, затоа што предпоставува друг предизвик и простор за импровизација. Импровизација предпоставува некаков ментален отворен склоп. Во смисла дека да, може да имам однапред подготвени работи, меѓутоа самата локација, самиот момент, самата енергија на луѓето ќе каже нешто друго. И зашто да не се зграбчи тоа? Баш тоа и сега знаеш тука лежи она место две острици, затоа што филмот е многу скапа работа и не трпи многу импровизација. Од друга страна па нели се обидуваме да го држиме филмот како уметност и автоматски не можеш ти да го ограничиш во некој толку крут систем како што е storyboard или како што е планирање во канцеларија, вака и така. И заради тоа мислам дека таков пристап на работа се уште не треба комплетно да се отфрли. И покрај тоа што продуцентите нема да им се допадне тоа. И покрај тоа што можеби тоа ќе потроши малце повеќе време и пари. Ама мислам дека баш во име на тоа да се фати тој простор, таа енергија или не знам, таа инспирација никако можда треба да се остава место и за таков начин на работа. Гир Джувани почина некаде баш во последните неколку дена пред да се експортира последната верзија од филмот. Почина во Рим, значи бев таму, работевме color grading, бев неколку дена, па се вратив назад. Во Скопје требаше да дојдам повторно во Рим, да довршат некои работи за да финишираме. И бев на плажа во Охрид, на Метропол, негде која ми се јави колористот од Рим и ми соопшти дека починал во хотелската соба, дека ја направиле као предпоследната или нешто така проекција у Color Grading Studio и на Soundmix. И тоа е тоа, знаеш. Што правиш во Турција? Значи се работи за телевизиски проект кој што жанровски, за разлика од нели они стално имаат таа некоја определба, мелодрама, комедија, одредница. Овој проект се разликува по тоа што има као еден има акциони сцени, има не е суперхерој, него е да речеме главниот лик има само боречки способности. И има нешто што до сега не сум го правил, знаеш, акциони сцени до сега многу ретко сум снимал и сум имал прилика да снимам, пошто знаеш у Македонија како филм се негува и какви филмови се снимаат. Така да интересно ми е, предизвик ми е, знаеш, викна, например, знаеш, костимот мора да биде специјално направен за да издржи, да биде растеглив и така натаму, па викна некој од Франција кој што ги работи Марвел, акционите сцени ги дизајнира, ги кореографира, баш вчера дојде Рок Цветков со негова екипа и така. Колку време си веќе там? Па ова ми е веќе втор месец, мислам, веќе малце изгубив и представа за време, многу се работи. Ти во функција на директор на фотографија во серијалот? Да, јас сум кинематографер и обично тука има да се работи со повеќе камери. У нашиот проект имаме 2 камери, со 2 камера оператори, со цела пропратна екипа што нели обслужува камера
значи асистенти и така натаму. За разлика од многу места каде што е све запрено или полека се придвижува, очигледно во Турција се работи. Се работи многу, ама не е запрено, ни во Европа не е запрено. Мислам дека запре оној период тamo негде на пролет и сега веќе секаде помалци и полека се отвара. Нормално се почитуваат многу тие некои правила, типот маски, носење постојано на сеење, некако веќе сите се навикнаа и гледам дека не е тоа никоја драма.